Бараме нова тема на редниве минути во Македонија наутро со прилогот кој го подготви колешката Симона Илиевска, а е вовед во разговорот кој ќе го имаме овде со гостинката. Оние последни податоци кои што ги дава Асоциацијата за супервизија на осигурување велат дека расте бројот на граѓани кои што се осигуруваат по различна основа. Рекорди се рушат кога станува збор за патничкото осигурување кое е извадено ова лето. Над 220.000 граѓани купиле патничко осигурување во летните месеци јуни, јули и август, а најголем дел од нив го користеле за годишен одмор во странство. Вкупниот број на издадени осигурувања за патување во странство во овие 3 месеци изнесува над 220.000, а во нив осигурениците вложиле 2 милиони евра. Вкупните вложувања во патничко осигурување во летниот период годинава се за 6% повисоки од истиот период лани, покажуваат официјалните податоци кои сите осигурителни компании ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување. Исто така, во 2024 година животното осигурување во Македонија продолжува да бележи стабилен раст. Според податоците од првите 9 месеци, македонските граѓани вложиле околу 25 милиони евра во полиси за животно осигурување. Овој пораст е резултат на зголемената свест за потребата од финансиска сигурност и заштита на најблиските, како и заштита од здравствените ризици, особено во периодот по пандемијата. Одговорите што ги добивме по спроведената анкета покажуваат дека повозрасните граѓани не плаќаат за животно осигурување, а една од причините за тоа е старосната граница, додека патничкото осигурување им е многу подостапно и го купуваат. Не плаќам за животно осигурување. Јас сакам да се осигурам, меѓутоа годините ми се 70 години, над 70 години не осигуруваат. Не, ама во оваа држава треба да се плаќа тоа. Да, плаќа. Сќерка ми плаќа, она ми плаќа редовно. Секоја година и, например, кога одам во странска земја, она ќе ми уплати. Не. Едно време плаќав доека работев. Се забележува поголем интерес за понудите кои комбинираат штедење со осигурување, што ги прави овие полиси попривлечни. Истовремено, дигитализацијата и прилагодувањето на осигурителните компании на новите економски услови допринесоа за оваа зголемена побарувачка. Со оглед на зголемената економска стабилност, куповната моќ на граѓаните се зголеми, што овозможи повеќе луѓе да инвестираат во животното осигурување. На 220.000 граѓани купиле патничко осигурување во текот на летните месеци, истото го користеле при патување на годишниот одмор во странство. Вредно за напомена е што граѓаните од осигурување од компаниите, односно се извинувам за напомене тоа што осигурителните компании од граѓаните наплатиле 34,46 милиони денари. И со сите овие пари, осигурителните компании им надоместувале медицински трошоци кои настанале за време на патувањето, изгубен багаж или било што фаќало полисата. Зошто е неопходно патничкото осигурување? Што покрива? Истото но што треба да го прашате брокерот при склучувањето на било каков вид на осигурување? Се прашања кои ги поставуваме на нашата прва соговорничка. Велми добро утро за Радка Целаковски од Асоциацијата за супервизија на осигурување. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро во студиото и секако добро утро за гледачите кои не следат. Агенцијата за супервизија на осигурување со задоволство секогаш ја прифаќа поканата во вашата емисија и се надевам дека во рамки на нашата континуирана соработка и во оваа емисија ќе понудиме интересни информации и податоци. Се со цел да го доближиме светот на осигурувањето до потрошувачите и да придонесеме до нивното финансиско знаење, односно едукација. Во целост финансиската едукација значи е клучна во осигурителната област, пред се заради тоа што ја зајакнува довербата на потрошувачите во осигурителниот сектор, но исто така помага и во создавање на стабилност и развој на осигурителната индустрија. Па ајде да започнеме и тоа со податоци. Податокот дека вкупниот број на издадени осигурувања за патување изнесува 220.860, а во нив осигурениците вложиле околу 2 милиони евра, е потврда дека граѓаните и тоа како размислуваат на овој аспект пред да појдат на пат. Точно, и така и треба всушност. Изминатиот период агенцијата многу вложуваше, значи во рамки на оваа област, како со активности во доменот на спроведување на супервизија на осигурување, исто така и во подигнување на свеста на јавноста за тоа што е осигурување и
зошто е потребно да се има. Ако порано, да речеме, ова патничко осигурување се купуваше кога вадевме виза и кога земјата во која што одевме го бараше да го имаме, сега веќе се сменети околностите, токму благодарение на кривање на таа свесност кај граѓаните, развиени се и овие видови на доброволни осигурувања, како што и патничкото осигурување, односно граѓаните препознаваат бенефита и користа со купената полиса за патничко осигурување. Ќе имаме, предпоставувам, во текот на емисијата, ќе ги кажеме и причините зошто е потребно да... Да, тоа и ни е следното прашање, зошто е неопходно патничко осигурување и зошто пред да се тргне на пат, граѓаните треба да размислуваат да имаат патничко осигурување. Да, значи, патничкото осигурување е еден вид на осигурителен производ кој што им нуди на патниците безбедно патување, во смисла ако нешто се случи додека се тие на пат. Дали станува збор за кратки или долги патувања, туристички или бизнис патувања. Треба да се знае дека кој е обемот на тоа покритие, значи различни се полисите, некои полиси, да речеме, покриваат основни ризици, од типот само на медицински трошоци, додека други покриваат, освен медицински трошоци, покриваат губење или крадење на багаж, откажување на патувањето, одложување на патувањето. Сето тоа мора да, при купување на полисата, граѓаните, значи, мора да го знаат со цел да имаат бенефит во текот на патувањето доколку се случи непосакуван настан или несреќен случај. Граѓаните се почесто ја препознаваат Агенцијата за супервизија на осигурување како заштитник на нивните права од осигурувањето. Ајде малку да продискутираме за тоа зашто најмногу пријавуваат осигурениците, колкав е бројот на преставки досега во 2024 година. Очигледно, ако зборуваме за пораст на свеста и за пораст на бројот на осигурување, значи дека и вие добро, најверојатно ја вршите работата кога станува збори за комуникацијата со граѓаните. Зашто се однесуваат најмногу преставките? Така, преставките, значи ние изминатиот период успеавме да се афирмираме на пазарот, дека нели освен спроведувањето на супервизијата, многу работиме и на развој на свеста кај граѓанството, односно настојуваме да зголемиме осигурителната култура. Точно од година во година преставките се побројни и нашата посветеност тука е голема. На некој начин од преставките ние откриваме и кои се слабостите во работењето на самите осигурителни субјекти, па врз основа на тоа и превземаме нели дополнителни активности. Преставките најповеќе се однесуваат ако земеме на тоа дека најзастапено е автомобилското осигурување, нели кое што има задолжителен карактер, преставките се најповеќе присутни тука и се однесуваат во однос на пополнување на европски записник, во однос на полициски извештаи и така натаму. Понатаму има преставки исто така во делот на здравственото осигурување, во делот на имоти, патничко осигурување. И кој е процесот на поднесување на преставка и со какви се документи треба да се подкрепи истата? Така, значи сето тоа е, таа постапка е регулирана, што со интерни процедури во нашата агенција, нели од приемот на преставката, па како понатаму тоа се процесира. Инаку преставката може да се поднесе на 3 начини во Агенцијата за супервизија на осигурување, секако по редовна пошта. Има, значи, посебен електронски, каде што имаме посебна платформа на која што може да се поднесе преставката и тоа е на многу едноставен начин, се внесува, значи, име и презиме. Самата апликација го води поднесителот на преставката, му ги покажува чекорите што треба да направи. Значи, се прикачува договорот за осигурување, доколку имал некаква комуникација со друштвото за осигурување, а пред да поднесе преставка во агенцијата, мора претходно нели да се пожалил до друштвото за осигурување. Значи го прикачува одговорот од друштвото за осигурување и цела пропретна документација во врска со договорот за осигурување. Нашите вработени имаат рок од 30 дена да постапат и обично доколку е комплетна представката, документацијата, во тој случај брзо се решаваат представките, но може да има ситуација каде што не треба се побараат и дополнителни документи. Така.
Самиот чин на осигурување, самиот чин на пишување преставки, си бара и ајде ќе ја наречеме писменост во однос на осигурувањето, ајде осигурителна писменост, ако имаме финансиска писменост и така натаму и така натаму, како стоиме во врска со ова прашање, колку разбираме што подпишуваме? Значи има простор за унапредување, значи да речеме има некој прогрес изминатиот период направено, но земајќи предвид дека сепак осигурувањето е можна комплексна дејност и тешко е да просечниот потрошувач да ги разбере производите и услугите. И земајќи предвид дека користењето, да речеме, на банкарски депозити, банкарски картички е пред купување на осигурителна полиса и така ако има простор тука да напредуваме. Истражувањата покажуваат дека многу од потрошувачите кои што купиле договор за осигурување всушност и не го разбираат производот. Значи, кога ќе се соочат со, да речеме, несреќен настан, во тој случај дознаваат дека нивната полиса, да речеме, не покрива таков тип на ризици како што очекувале тие. Затоа многу е битно да се знае кога се купува, бидејќи зборуваме за патничкото осигурување, значи обемот на покритие. Треба да знаеме дали се покриени медицинските трошоци. Треба да знаеме, да се интересираме дали е покриено губење на багаж. Значи, доколку носиме скапи некои предмети со нас, како лаптоп, камери, исто така треба да знаеме дали во случај на нивно крадење, губење, ќе ни бидат надоместени трошоците и во каков износ. Понатаму треба да знаеме за важноста, односно трајањето на полисата. Имаме еднократни полиси, каде што, да речеме, практични за луѓе кои што патуваат еднаш. И полисата трае од моментот на заминување на патникот до моментот на враќање. Меѓутоа, доколку патникот патува, да речеме, почесто во текот на годината, таа полиса треба да е годишна полиса и секое патување треба да сме свесни дека покрива одреден број на денови. Затоа треба да се бараат најверојатно информациите од страна на граѓаните и од страна на брокерот, да има најверојатно и подобра комуникација. Така, соработката е неопходна, соработката е неопходна. Граѓаните пак од една страна мора да се отворени, нели, да слушнат, што е корисно и да прашуваат, а должноста на друштвата за осигурување и на осигурителните брокери е да бидат транспарентни и да ги даваат сите потребни информации, карактеристики, да зборуваат за карактеристиките на производот, за да може да биде потрошувачот задоволен со производот што го купил. Но ако ги земеме предвид статистиките, споредбено 2022, 23, 24, и забележиме дека има пораст на склучените осигурителни полиси. Дали тоа значи дека ние како осигуреници веќе имаме стекнато доверба и добра меѓусебна комуникација со осигурителните компании, дека и тие од друга страна ја унапредуваат постојано својата работа? Каков е вашиот впечаток како агенција? Нашиот впечаток исто така е позитивен. Со оглед на тоа дека се донесени многу прописи, нели, во последниот период и за осигурителните субјекти да се подобрат во доменот на транспарентноста. Исто така, значи, бидејќи сега фокусот е ставен и на финансиската едукација, се очекува од осигурителните субјекти и да ја промовираат финансиската едукација. Значи, да се трудат, не само да се трудат да го продадат производот, него да останат, да речеме, доследни и во текот на сервисирање на производот, односно потрошувачот да ја добие услугата како што ја заслужува. Така. Бидејќи сме на 2 минути до вести, да не го испуштиме и 1 ноември, ден на осигурувањето, конкурс за основци средношколци. Така, значи 1 ноември можам слободно да кажам дека е тоа символ на нашата континуирана активност. Празник на брокерите. Така е, во доменот на развој на свеста на граѓанството за улогата на осигурување и секако неговата функција во финансиска сигурност на индивидуата, семејството и општеството. И воедно и годишнина на агенцијата. Оваа година ќе одбележуваме 15 години постоење. Во рамки на тој ден ние правиме многу активности, значи се превземаат и по тој повод е и конкурсот за ученици од основно и средно образование.
се даваат и парични награди. Што е смислата? Значи, ние сакаме во фокусот на финансиската едукација ни се ставени секако најмладите, нели како носители на еднината и на развојот и прогресот во една држава. Преку ја потикнуваме на тој начин нивната креативност во доменот на цртање и пишување на тема осигурување. При тоа, значи, тие при цртање и пишување ќе научат и за улогата на осигурување, за да напишете вие песна или есеј на тема осигурување, секако ќе мора да знаете што значи тоа, што подразбира тоа. И ние сме изненадени навистина како младите се мотивирани, како творат, како пишуваат песни и раскази. Тоа е стварно задоволство да се погледнат тие цртежи и да се прочитаат нивните творби. Паричната награда секако е на крај сатисфакција, при тоа учат нели како понатаму да располагаат со тие нивни собствени лични финанси. Дел од творбите ќе ги имаме и во Македонија наутро, се надевам, по 1 ноември, кога секако и на денот ќе проговориме повторно на темата и ќе извадиме некоја статистика. Ќе биде наше задоволство да го презентираме и тој момент. Благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата.